За опозицијата почеток на крајот на владењето за огнената фракција митинг на артанистите. Тоа се коментарите за синоќешниот голем собир на Дуи во Скопски Чаир. Настанот замислен како демонстрација на партиската моќ на интегративците во една од за нив најважните општини предизвика силни реакции кај дел од албанските политички структури. Дуи е фокусирана исклучиво на задушување на внатрепартискиот револт. Да ја парафразираме онаа народната: село гори, Артан игра фудбал и кошарка во државни кабинети и собира партиски активисти во спортски сали. Очигледно нечи страв се прикрива со бесилни собири на збунети партиски активисти. И за таа цел не се штедат ресурси. Се злоупотребува секој атом од извршната власт, пишува во соопштението на опозицијската алтернатива, која доскоро заедно со Дуи беше дел од владата. Партијата на Ахмети реши да покаже обединетост токму во Чаир, зашто меѓу другото таму е делот на влијателното јадро на фракцијата која бара промени и заминување на некои од владините функционери од редовите на Дуи, пред се на вице-премиерот Артан Груби. Одговорот до огнените стигна од прозваниот. На видеото видовме тунел со светлина на крајот. Обично светлината символизира надеж, но јас би рекол, на возот не може да му се застане на пат. Во еуфорична атмосфера и лидерот Ахмети им прати порака на некогаш неговите најблиски соработници. Ви кажав да ги оставите настрана гневот и незадоволството, да се обединиме и да ја направиме оваа земја Европа, бидејќи членството на нашата земја во Европската унија е најголемата услуга што можеме да им ја направиме на албанските семејства со запирање на емиграцијата. Патот кон неу не се запира со пропаганда. Зато Артан, ние не сме воз, туку незапирлив ураган. Не дозволувајте ураганот да ве прегази. Острината на изјавата на Ахмети го изненади дури и водачот на фракцијата во Дуи, Изет Меджити. Каде одите со овој ураган? На собствените синови, на оние кои ви служеа 20 години. Груби заборава дека јас бев во Дуи кога тој не беше Дуи, кога беше против Дуи и кога беше во невладина организација, порача Меджити. Впечатокот е дека по синоќешниот митинг јазот меѓу партиското раководство и фракционерите во Дуи, меѓу кои се и неколку пратеници во собранието, се зголеми. Помирување во ваква ситуација е речиси невозможно. Старите кадри бараат одговорност од младите, но зад новата постава застана самиот Ахмети, кој покрај силните поделби останува неприкосновениот авторитет во партијата. Прашање е што во наредниот период ќе преземат огнените, имајќи предвид дека 2024 година е термин за одржување на парламентарни избори кои две албански партии, и Дуи и Алијанса за албанците, ќе ги дочекаат од позиција на власт. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.